За кого бијат камбаните, според текст на Ернест Хемингвеј во режија на Мартин Кучовски, е новата премиера на Театар Куманово во првата сезона за годинава, која ќе се одигра утре вечер во Центарот за култура. Режисерот, драматургот, актерите на денешната пресконференција ги поканија кумановци да ја проследат представата, во која игра целиот ансамбл и млади актери како гости, токму во година кога Театар Куманово одбележува 75 години постоење. Најпрво сакам да се благодарам на целата екипа која учествуваше во овој исклучително, можеби тежок процес за Центар за култура, бидејќи знаеме сега работиме тука во овие услови, театарот се реконструира, тука сме сите заедно, Центар за култура, Театар Куманово, албански македонска драма. Првата представа во Македонија мене ми беше во Кумановски театар и сега повторно работам тука. Со голем дел од екипата од тогаш се познавам. И сега новите луѓе кои ги запознавам сум воодушевен, а представата е епска. Грандиозна представа. Изборува за светската тага, за длабокиот хуманизам, за време на најлошите времења. И мислам дека ќе допри до публиката по секој начин. И емотивен, и возбудувачки. Драматургот Лидија Митовска-Ѓургиевска вели дека во фокусот на представата за кого бијат камбаните се наоѓа огромната обединувачка моќ на хуманоста и сочувството, но и големината и нескршливоста на човечкиот дух во безизлезни ситуации, а особено кога човек е исправен пред смртта. Вредноста на човечкиот живот, линијата меѓу моралното и неморалното и смислата на постоењето која произлегува од љубовта се дел од темите кои ги отвора оваа представа. Не можам да кажам дека задачата беше лесна и едноставна, бидејќи се работи за многу обемен материјал и комплексен по својата структура и по својата содржина. Меѓутоа, работата не ми беше ни премногу тешка, бидејќи мене лично Хемингвеј многу ми значи и ми е многу интересен како автор. Пред се поради тоа што во неговиот начин на изразување, јас го гледам неговиот слободен дух, неговиот бунтовен светоглед и неговиот гениален хумор. Во представата за кого бијат камбаните играат Александра Михајловска, Александра Пешевска, Антонио Димитриевски, Владо Дојчиновски, Горан Илиќ, Давид Илиќ, Дубравка Киселички, Жарко Јовановиќ, Јанка Левкова, Кети Дончевска Илиќ, Мирослав Петковиќ, Мишо Димитриевски Шипен, Нина Максимова и Чедомир Митевски. Ние стигнавме до премиерата и јас само сакам да го изразам задоволството од тоа дека мене ми е многу кејф што Мартин успеавме да го донесеме да после 20 години, после неговата прва режија во Кумановски театар, да режира повторно кај нас. И тогаш исто се занимававме со чудни теми, работевме по филмовите на Алмодовар. Сега со една огромна материја како што е Хемингвеј, што подразбира дека тој е режисер кој што сака големи теми, особено е задоволство кога во вас како екипа еден режисер ќе препознае дека вие сте подготвени, дека можете да одговорите на тие големи теми. Токму тоа нашиот ансамбл го покажува и го докажува. Многу ми е кејф што имаме млада група на луѓе, актери, соработници кои што навистина онака безрезервно влегува во целиот овој процес, без никакви дилеми, без никакви сомневања и се подготвени и беа подготвени да го истераат до крај покрај сите предизвици. Многу ми беше битно со ова представа на некој начин да го заокружам тоа моје скоро 5-децениско живење на сцената на македонскиот театар. Не само овде, туку и цела Македонија. Зошто се зафативме со вака голема тема, мислам, ми беше многу битно заради овие млади луѓе околу мене. Јас тврдам дека во живот не можеш да имаш повеќе од тие неколку големи енергетски нивоа, да кажеме, кога си млад, уште не си зрел, па влегуваш многу храбро во големи роли, па потоа доаѓа еден период на, да кажеме, надообразување, па почнуваш да се плашиш од тоа, па потоа стануваш позрел актер, па позрел, и верувам дека вакви представи, вакви големи теми, се големо енергетско ниво, кое му дават енергија на актерот и за следните роли. Многу беше битно да
да се собере една голема екипа, да се собере еден голем режисер за сите нас овде, бидејќи знаете, работиме во навистина не баш театарски услови. Значи, нашиот театар се реновира. Дај Боже да тоа биде многу поскоро. И мислам дека е многу битно за сите овие млади луѓе овде да се поддржуваат, да се сакат, затоа што театарот подразбира, голем театар подразбира и приватно дружење, не само дружење на сцена и тоа што значи само представа. Сум многу задоволен и од режисерот, од самата тематика, бидејќи за секој актер да работи роман и нешто вака поконкретно е предизвик пред се. За мене беше вистина еден убав предизвик и се надевам дека луѓето ќе се задоволни со тоа што ќе покажеме. Ова е голема представа и моја особена чест да работам со големиот Мартин Кочовски и целата екипа, Лидија, Пеце Брада, Филип за сценографија и голема благодарност до Театар Куманово и на УЦК Трајко Прокопиев за честа што ми ја направија да научам, да поминам една авантура и да изведам една представа, се надевам квалитетно. Представата која љубителите на театарската уметност ќе имаат можност да ја проследат утре вечер со почеток во 20 часот е поддржана од Министерството за култура.